наши пријатели, ова е уште едно издание од вашата омилена емисија. Како што и сами чувствувате, времето станува се потопло, деновите се подолги. Токму затоа ви препорачувам вашата попладневна дремка да ја замените со прошетка со вашиот миленик. Но пред да излезете на прошетка, погледајте што интересно ви подготвивме ние за денес. Здраво и добро ни дојдовте. Во денешната емисија имаме некој гостин кој што мене ми е редовен гостин, без разлика за која емисија се работи, но овој пат во главна улога се Леа и Белчо. Ќе дознаете за што се работи понатаму, а пред се Марија добро ми дојде повторно. Фала ти што ме викна во емисијата и се дружиме многу почесто, ама овај пат е за друго и е поинтересно. Да, и прв пат се дружиме во оваа бранша. Да. Така. Се работи за Леа и Белчо. Леа е кученце, а Белчо е црна мачка. Така. Ајде за почеток како дојде Леа и Белчо во твојот дом? Па така сите ненадејно дојде, значи бев со план да земам куче. Арнома го најдов Белчо, што е црн, го најдов кај мене на село, значи беше, што знам, така напуштено се го има оставено и плюс дека е црно, имаше многу луѓе што го неќаат ради некакви предрасуди, некои суеверија. Мале рисички. Да, и го шуткаја го тепа и мора да се го земам. Така, за да не биде Да, шутка. да. А Леа? Леа Ита беше оставена точно на денот на Нова година. Ја оставиле со кола, така разбрав, и преку еден човек што продава храна за животни, така ја најдов. И Ита така дојде кај мене, значи дома. Така, во последно време слушам се по несекојдневни приказни за вдомување на миленичиња, што ми е навистина мила, затоа што миленичињата нели треба да се сакаат и кога не се некоја посебна раса и педигре. Да, точно. Туку може да ја дадат истата љубов како и тие другите. Така, се надевам дека и ти го имаш тој став, нели, дека без разлика која раса си или дали воопшто се раса, се треба да се сакаат и да се имаат во твојот дом. Како ти се промени животот откако ги имаш нив дома? Па, вака, јас уште почнав првата мачка која зедов беше пред 3 или 4 години. После неја имав уште една, така да Белчо ми е фактички трет, а Леа ми е прво куче што го чувам. Е напорно, ради тоа што, например, многу белја брат, се бркат, си играт, ама нема врска. Оти ги сакам, ги гледам. Да, сладки маки. Да. Ти многу зна да го направи животот интересен на човек. Значи, смеење, боѓе, радост, се. Така, што се случи со претходните две мачиња? Па, со оглед на тоа дека живеам на 4-ти спрат и со оглед на тоа што не ми беа кастрирани двата мачори, имаја тешки... Нагони за парење? Да, така, тешки судбини, да речам. Не е интересно многу, ама така, трагично, да речам, заврши. Добро, сега ги имаме Белчо и Леа, кои се мачи и куче, што е невообичаена комбинација за чување на миленици во еден дом. Како се справуваш со атмосферата која имаш во домот? Со нивните расправи, дружење и слично? Расправи нема, првиот пат беше интересно, значи која донесов Леа дома. Мачката не ми е во главно некоја, да речам, многу агресивна мачка. И цело време застануваше кај одеше кучето, оти тој живо, полно е со енергија цело, играше лево десно. И мачката само наблюдуваше кај што одеше кучето, тат по неја и само ака гледаше, значи. И после тоа се спријателија, почнаа да се играт, па сега не се ни одвоени, да ти кажам. Цело време се заедно. Дури и спијат заедно. Да, што е навистина невообичаено и сладко. И многу ми е мило. Така, значи немаш некои љубоморни сцени од нивна страна? Таа е полюбоморна. Да, како реагираат на луѓето кои доаѓаат, на кого повеќе му обрнуваат внимание? Таа ги сака сите апсолутно. Малце мачката ми е ете вака. Ете се покажа каква е. Значи нема гајле дали иди некој дали не иди. Таа само битно е да стационирана негде, али јас колка трча прави сите ги сака најмногу на светот и душичка. Така, претходните две мачиња рече дека не ти биле кастрирани, а биле мачори. Да. Како е сега со Белчо? Дали можеби имаш план да го кастрираш или Леа да ја стерилизираш? Па за Леа се уште немам план, ама за него имам ради тоа што планирам да го чувам дома. Надвори да го пуштам сега не ни сакам, а и да го пуштам нема да може да се снајди. А и тешко дека би се вратил во сезона на парење. Да. Ке значи во секој случај ќе настрада сигурно кога остам надвор, така да сум со план да го кастрирам, отиди лето, ќе треба да го отворам балконот, а тие како што знаеш и скокат по муви, по врапчиња, по се. Так. И
Неќам да доживеам уште еден шок со маче. Така, не си само во твојот стан, веќе има нели други членови на семејството, а ова се плюс 2 членови. Така. Како се справувате сите заедно? Колкава одговорност представуваат за сите вас? Дали можеби ги делите одговорностите, обврските? Па со оглед на тоа дека сите си имаат обврски, кој ќе стигне прв, тој. Значи тој чисти, мети, прави. Знаат некој шибелја да направат. Поќе пати ствари. Така слушаме смеење зад камерите. Да, ама нема врска. Дали пребираат кога се работи за нивната исхрана или јадат се што ќе им дадете ви или се што јадите и вие? Па најчесто тоа што јадиме и ние, до душа му купаме и храна, значи нормално си ето, ама јадат и Леа поќе јади се што јадиме ние, мачката е поприбирлива поќе по месето така. Како мачка. Како мачка, да, ако не му се венди сва него не гледа, само ќе си умирисни, ќе си замени. И тоа, та се си јади. А дали е вистина оние предрасуди кои важат за мачките кога доаѓаат кај тебе само кога им треба нешто, а инаку не се многу? Па почнувам да мислам дека вистина е. Многу знаат да бидат мили, ама ако ќе сакат нешто, кога ќе го добијат после тоа ти вели кој те тркала и си бега. Така, кучињата за разлика од нив се многу пријателски. Да, точно. Така, надвор од снимањето претходно ми кажа дека имаат сојуз против тебе некаков. Би сакала нешто повеќе да слушнам за тоа. Сојуз против мене. Па не е некој сојуз, ама прат белја, пример двата. Значи мачката е таа што се качва на сегде и турка работите на земец вака, знаеш како со рачињата, а таа ги гризи. Значи да сега имам слушалки изедени кабли од лаптопи, од преси, од полначи, се дефинитивно се. И љубители на кабли во Иначе евли, не знам до сега како нема донесено некој овде. Најчесто ги зема оттаму и ги преместува тука. Домакинка, па ти суредува низ дома, да, треба да се жалиш, нели? Да, ма интересно е, нема врска и да трчаш, па не, мислам, сладко задоволство. Така, освен планот што го имаш за кастрирање на мачарот, дали си имала некои здравствени проблеми, можеби со било кој од нив? Тие да биле болни, мислиш? Да. Не, до сега не. Малце ми киваше, ама дека ја извадов еднаш на снегот, дека малечка, ама нема гајле. Мачарот не. Така, дали ја носиш на прошетки, колку време тоа ти одзема, бидејќи секој од нас има врски, така? Па со оглед на тоа дека имаше снег бади време, а таа беше колку дланката моја, не можев да извадам надвор многу често и сега кој е посубо времето, веќе можеме. Сега зависи како ќе бидам слободна. Кој како е слободен да тој да ми на работа, морам и таму и ваму. Така, Леа и Билчо се навистина сладки, нели? Да. Вака заедно. Верувам дека откако ги имате во домот е многу попозитивна енергијата и многу повеќе ви донеле среќа отколку тие маки кои ги нарекуваме сладки маки. Дали има некоја несекојдневна случка која ти паѓа на ум па би сакала да ја споделиш, што освен секојдневните лудори кои што се случуваат во домот? Па не секојдневно, не знам. Не ми такнува. За мене е секој ден... Не секојдневен, да. Не секојдневен циркус е секој ден. Интересни има случаи, да, ама не ми такнува некоја посебна за да издвојам сега. Живеат во твојот дом, не пречесто се шетање, особено не мачорот, па како реагираат на други миленичиња кога ќе се најдат во таква ситуација? Например, на други кучиња, мачки. Па не знам, до сега немам ништо друго донесено дома. Му реков на кумба да ми го донеси принцес да ми ја донеси, ама не знам, ќе видиме. Значи, ама не мислам дека ќе изреагираат него ради тоа што се веќе навикнати еден на друг и знаат дека постои нешто друго и ќе го третираат убаво, примери кучето или било што. Така, тоа е навистина. Не се некои лоши карактери, посебно мачето. Супер. Марија, ти благодарам што ни беше наш гостин заедно со Белчо и со Леа. Еве, навистина си поминав убаво додека ја држам во рацете, е многу мирна. Ви посакувам уште многу убави моменти заедно, па се надевам дека повторно ќе имаме прилика да позборуваме уште повеќе и за нив, па и за многу други работи, бидејќи нели често се гледаме пред камерите. За крај би сакал една порака за оние кои еве се уште не се одлучиле да земат милениче, без разлика дали живеат во стан или куќа, зошто треба да го направат тоа и колку тие сладки маки се ништо во споредба со среќата која што е. Јас мислам дека секоја фамилија или секој човек треба да има животно ради тоа што стварно го прават животот многу поубав, многу посреќен. И плюс има многу незаштитени животни на улица, што вреди да му се даде внимание. Греота се, едноставно ги фрлат, воопшто не ги гледат. Значи не ги гледат, не се ни ухранети, не се ни стоплени, ништо. Значи му треба љубов. Да. Значи животното не знае ни да кажи, ни да се пожали, ни ништо. Значи ние сме тие што треба да знаеме и да му пружиме.
Така, ќе ни вратат дупло. Да, дефинитивно. Ти благодарам уште еднаш, па се гледаме наредна прилика. Фала ви стои, се надевам дека ќе има следна прилика и така.
Тука е крајот на денешната емисија. Како што и претпоставувате, се наближува и крајот на оваа сезона на емисијата Пријатели. Токму затоа ве препорачуваме да не следите наредниот викенд. Чао, чао!